Во Албанија денеска во ученичките клупи се вратија на 5400 основци, кои по затворањето на училиштата поради пандемијата со COVID-19 не биле во можност да следат онлайн настава. Како што информираше Министерството за образование, спорт и млади, од денеска до 11 септември во 600 основни училишта дополнителна настава ќе следат основци од 1 до 5 одделение. На децата при влез во училиштата им се мери телесна температура, носат заштитни маски исто како и наставниците, а запазена и мерката на физичка дистанца. Слаба магнетна бура почна утрово на земјата, според лабораторијата за рентгенска астрономија на Сонцето при Физичкиот институт на Академијата на науките во Москва. Во моментов има магнетна бура, се соопштува на веб страницата на лабораторијата. Постојат 5 нивоа на класификацијата. Слаба бура може да предизвика мали нарушувања во работењето на енергетските системи, како и да влие на миграцијските патишта на птиците и животните. Посилните бури предизвикуваат нарушувања во системите за комуникација и навигација, како и прекините за електрична енергија во индустријските мрежи. Покрај тоа, зголемената сончева активност, што обично предизвикува магнетни бури, може да доведе до поларна светлина на географските широчини појужно од нормалното. Кина пријави 17 нови случаи на COVID-19, додека предходниот ден имаше 9, соопшти денеска Националната здравствена комисија. Сите нови случаи на заразени се потврдени кај патници од странство, така што Кина го регистрира 15-тиот ден без локално пренесени случаи на заразата. Бројот на пријавени асимптоматски случаи е 19, додека предходниот ден имаше 4. Во Кина од почетокот на пандемијата потврдени се вкупно 85.048 случаи на коронавирусот, а починале 4634 лица.